Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Петри Сарачини, Зоран Мажовски Гега, Столен Наумов и нашите гости, тие што не гледат на YouTube ги гледат, другите ќе ги слушнат. Георги Барбаровски, представник на ЗАМП, Кокан Димушевски, Лепи Сол, представник на Соком МАП и Иван Мирчевски, колегата сега на директор на Канал 5 телевизија. И представник на МАМА. На МАМА, Македонска асоциацијата на медиумска асоциација. Две реченици само на почеток. Луѓето речи ништо не знаат, има некоја конфузија. Единствено што знаат дека нема македонска музика, нема српска, нема хрватска од завчера, има само босанска, словенечка исто така, црногорска на радијата и на телевизиите. Знаат дека ЗАМП забранил да се емитува таа музика и ништо повеќе. Кои се причините, што е поводот, токму тоа е темата на вечерашната емисија. Да само две реченици ќе кажам. Медиумите се меѓу чеканото и наковалната. Како беше тоа на Јово Манасиевски? Има еден лозунг меѓу змијата. Ни змија, ни магаре беше. Да па пред колку... Јово Манасиевски го цитирате. Или тужба, или лиценца да изгубиш. Забраната на емитување музика од ЗАМП, регулирањето и почитувањето на авторските права, улогата на Министерството за култура, Агенцијата за медиуми во овој процес, однесувањето и ставовите на медиумската заедница. Кој е во право? Министерството за култура молчи, агенцијата молчи, избори имаме период во кој никој не презема ризик. Функционира ли системот за евидентирање на авторски дела, специјален софтвер за евиденција? Што требаше да го инсталираат организациите за колективно управување со авторски права во радиодифузните организации, ЗАМП или сега Соком МАП? Што ќе овозможи правилно наплаќање на авторските дела, доколку не се инсталира, беше предвидена глоба од 20 до 30.000 евро. Така беше Мечески. Забраната не важи за интернет, за ресторани, хотели, свадби. На свадби се пеат македонски песни, српски, секако. Така, дали е правно издржана ова забрана? Српските автори реагираат, нашите молчат. Како се снаоѓаат радијата? Некои не пуштаат ништо, други пуштаат босанска пред се музика. Хрватската е забранија, реков, пред 2 дена. Пуштаат пред се Хари Матахари, Мерлин, Дубиоза колектив, стари песни. Може би Сафет Исович уште малку. Ега, овој Едо Мајка како се фаќа сега? Полу Босна, полу Хрватска. Полу Хрват. А што беше многу поважно? Велат подобро затворот колку лиценците да не се одземе и ја повикуваат АВМ, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да постапи, односно да го спроведе законот. Зошто нема транспарентна листа кој автор или изведувач најмногу заработил односно кој автор најмногу заработил од тантиеми во текот на една изминета година? Петрит, ти и Мажо сте автори, не само музичари, туку и автори. Колку пари имате добиено во 2015 од вашите авторски дела од ЗАМП? Малку. А имате добиено? Па не знам за 2015 дали се исплатени. Добро, 2014, последната. За 2014 мислам дека беше нешто 1000 и нешто денар. За колку песни? Значи, За повеќе песни. Сега ние изведуваме, колку песни? изведуваме, јас како автор сум запишан таму на 8 песни на првиот албум. 4 како Па може би автор на не ги музика, емитуваат на автор радио. на сите текстови. Може би не ги емитуваат на радио. Па види, имавме пред 2009 имавме на едно радио кое што мислам веќе не постои, Радио Равел. Имавме хит на месецот, хит на неделата, кој што беше неколку месеци хит. Истата година имавме пренос во живо од Пиволенд на нашиот настап на јавниот сервис МТВ. Неколку настапи по разни културни лета и така натаму. Единствениот кој што плати тантиеми, што добивме пари, бевме Скопско културно лето. Значи, И заклучувате, добивме тогаш 3600 денари. ве емитуваат, малку пари добивате. Мажовски, јас автор си на колку песни? автор сум на 4 композиции Абе, тука имаме конфликт на 10 интереси, сите се автори, само ја не сум Мирчевски. и коавтор на уште некои други, што значи ја имам скромно, или што би рекли овие моите пријатели од Хрватска, во минути
тоа некако се рачуна на колку минути си автор всушност оно што те емитуваат. Јас сум скромен, 10 години не сум добил ништо од авторски права. Петрит, член си на ЗАМП, Барбаровски. Зошто толку малку пари на Петри сте му исплатили? Треба да ги прашате медиумите, ако го пуштеле медиумите, тие го пријавиле и ЗАМП наплатил. Ако не се пуштат, не може да има. Може некој да има 100 песни, да е подпишан на нив, ако не се изведуваат, нема пари од тоа. Треба да биде најасно дека се плаќа за оние композиции кои што се изведувани на медиумите и за кои што медиумите го известиле ЗАМП дека тогаш и тогаш биле пуштени. Така оди на плаќањето. Треба да се знаат законите, тоа не е произволна работа. У една ситуација имаме, одбележуваме годишнина од смртта. Може слободно. Вклучувајте се кога сакате, ова е слободна емисија, слободно радио. Зошто не му платиле на Петрит повеќе пари? Значи, законот велеше до 2014 ноември, кога настапија новите измени на законот и кога обврска за инсталирање на така наречен систем за електронски евиденции или по наши софтвер, и падна обврска на ЗАМП како единствено Сдружение за колективно управување во таа година, 2014 година. Има обврска да инсталира софтвер. Таа иницијатива беше на ММ, на 5 национални телевизии, затоа што едноставно свативме дека начинот на кој што ги прибираат средствата со така наречено паушално плаќање, односно плаќање на процент, одреден процент од приходот купен на корисникот, единствениот бизнис, тоа не е бизнис, но ќе го наречем во наводници бизнис, во светски рамки каде што така се наплаќа. Тој е веќе направи една анализа, замислете да појдете вие во кафене да јадете 2 порции јадење и 2 пијачки и го прашувате колку треба платам за ова, ќе рече 2% од твојата плата. Значи чекаве човек, ќе сака да платам што сум јадел, што сум пил. Абе нема тоа, ќе си платиш ти пиле 2% од твојата плата, па што си јадел, што си пил, не ме е. Отприлика, малце вулгарно, отприлика звучи или на пример дома трошите струја и ви доаѓа сметка, нема да ви пиша колку киловат час, глупости. Според нивната логика на прибирање пари, не нивна во Македонија, него во Европа. Ова само слуша во Европа. Треба да си плаќате паушално. Ќе ви дојде ќе рече струја ќе плаќаш 5% од твојата плата, вашата купно буџет домаша. Американците тоа го увиделе 93 година и се буниле корисниците, рекле видете, ова вака не иде. Значи сега сме во ера на компјутери и треба да се ставите и да наставите начин како ќе се прибираат парите. Во Америка постојат 2 лиценци, 2 начини за плаќање. Едното се нарекува blanket license, каде што корисникот, ако емитува многу музика, вообичаено тоа се музичките ТВ канали, поисплатливо му е да плаќа процент, затоа што ако оди на емитување на песна, ќе му дадат многу пари. И он вика, јас сакам процент паушал, и тоа е многу легитимно, окей, ама да си одбереш. Но телевизиите кои што има како што е канал 5 општо забавен, каде што со многу мал процент музика учествува, за нив се вика лиценцата пер програм. И ти ставаат компјутер, си регистрират и си гледаш колку си потрошил, па си правиш есеп. Овој месец сум пуштил многу музика, многу ќе платам, наредно ќе си пуштам помалку. Па ќе знам на крај на година моите пари што ќе треба да ги платам, каде отишле. Си имам список на Тој софтвер инсталиране? Ќе се вратиме на софтверот. Само да ви кажам зошто е грешката тука. Македонскиот закон велеше до таа 2014 година дека корисниците треба да седат и да си водат евиденција. Листите сами да ги Да си прават. запишат. Значи тоа шанса нема. Па замислите да платите, сами да си напишете колку ќе платите, па тоа нема нигде. И викавме господа, нека си дојдете, ќе си вработите човек, нека седи во канал 5 и во сите медиуми и нека си води евиденција, нека се запишува кој што се емишува. Мониторинг нека прави сам, да. После воведо едно друго правило некаде од 2010 да ги праќа самите автори кај нас, доаѓа со пусулче. Имаше мал милион автори, нема ги спомнам имињата, многу дрско и безобразно, измислува емитување, ајде вика потпиши ми дека имам 5000 емитувања. Викам човек. Со тоа додат у ЗАМП да. Со тоа да идат во ЗАМП, викам не можеме таков криминал да правам. Така да, за жал нивниот начин, пак речем, не нивниот на овој ЗАМП, него европскиот начин генерално, доведе до овој хаос и до страшен бунт, особено последните 2 години, 2015 и 2016 на европско ниво. Ќе ви кажам какви проблеми имаат во Хрватска. Ова не е само тука проблемот во Македонија, они затоа сега си ја парат помош од нивните им другарчиња по Балканот, зашто супер се соработуваат. И со тамака имаат. Затоа што прашање на моментот кога ќе се освесат сите корисници ќе речат ајде пер лајсенс и кај нас. Софтвер па да видиме кој е што јел, кој е што пиел. Тоа е тоа. Така да затоа ти не имаш толку мал. Барба слободно. Мирчевски прави како тој да го измислил софтверот за контрола и распределба на. Ја реков американците 93 година. Значи, слушаш што Добро зборам. да го слушаме. Пред 3 години ЗАМП пред Министерката за култура
на состанок во ЗАМП објави дека сака да направи софтвер кој што ќе се инсталира во телевизиите, во радиото, кај сите радиодифузери, и кој ќе евидентира, бидејќи дотогаш се обвинуваше ЗАМП затоа што произволно делел пари на еден, на двајца, на тројца, за да нема манипулација, да се отстрани човечкиот фактор, ЗАМП рече, ние ќе го правиме. Реши 100.000 евра плати за дан надворешен, ние не можевме сами софтверот да го направиме. Министерството дури рече, се сеќавам на министерката која рече, ние ќе ви помогнеме, ќе учествуваме и ние како министерство, бидејќи тоа е за полза од сите, и така почна, така го направи. Тој електронски систем постои. Во Ама не функционира. Функционира. Денеска, значи, беа од Министерството за Информатичко општество. Информатичко општество да проверат како функционира. Ја немам информацијата, бидејќи не бев тука во Скопје, може вие побрзо ја добивате од мене, но таа функционираше и досега мораше да се наполни системот, бидејќи тој мора да ги содржи сите композиции што ги имаат авторите, за да може да ги препознае. За да ги препознае. Имам едно прашање. Иво, тоа е. Иво, добро да го вклучиме Имам и едно кога прашање. Душевски пред рекламите кои што ни се навргу. Добро, едноставно е, нека размислих, ние сме пријатели, не е битно што е во ЗАМП и што сум јас во Сокомат. Автори. Да Сте биле вие во ЗАМП? Да, уште стои на листата. Ама не сум член. Пишавте изјава. Не сум член 1,5 година. Значи се иземавме една група на автори 70 и неколку, значи со да не бидеме веќе има членови. Кај се сега? Вие се во Сокомап, да. А зошто не ги објавите на список? Затоа што уште немам законско им право да ги објавам. Уште немам дозвола за работа. Не должни сте да го објавите. Прочитете го, сакав да прашам нешто друго. Барбарско, вие зборите за должност. Добро прашањето. Да прашам нешто друго. Сега ќе ви кажам И должност. реклами нека одат. Од кои пари се платени овие 100.000 денари? Од 15% што ги прибирате за 100.000 евра од 15% за им стручната служба или од авторските пари? Не, од каматата. Значи тоа се пари кои што ги става ЗАМП во фондови според законот и Од кои пари? според статутот. Од кои пари? Нема ЗАМП знак. авторските од пари. каде добива? Од Точно авторските тоа е на пари. авторите. Добро. Од нашите пари Од си нашите решил пари, се ЗАМП разбира. да купи софтвер за 100.000. Се И разбира. ве прашал авторите? Истиот тој има софтвер, ние ќе го земеме за 20.000 затоа што се знае во Македонија, Само да се слуша, во да се Македонија власта е народна, ма им дадуваат легитимитет на одредени луѓе кои што управуваат Има име на законска народ. обврска Барбаровски. Се софтверот исти од нечини. Добро, нема ли 100.000 софтвер евра, законски има чини, колку може да задржува 20.000 евра. Истиот човек ни го 30 понуди софтвер. софтверот. Не, Значи, истиот човек ни го даде софтверот или сака да ни го даде за 20. Само да ти кажам. Може и без пари да го дадат. Здруженијата За 100.000 да за плати. колективно Наму напад. управување може да собират да одвојат 15% максимално од скупните средства за тековно служба. работење. Така Тоа ли е е? за стручна За кирија, за коли, за плати, за Тоа беше Нема проблемот со тука ММИ, се не се зашто пишува 15%. Нема тука. За стручната Значи, служба. зашто ММИ изгуби лицензија? Така е, 80% потрошаја авторски пари. Наместо Изведувачки. така беше извештајот Наместо да подела. наместо да подела, така е. Добро, Гега, што вели андерграундот? ајде твит Па да јас видиме. сакам само да се вклучам во цела ова дебата и да кажам дека една од можностите да се биде дел од ова издание на Ноќен експрес е да се пишува и коментар на зидот на Facebook профилот на радио мрежа Канал 77, на Твитер акаунтот Канал 77, кој и оваа ноќ функционира на хаштагот Ноќен експрес. Оставајте коментари, вие кои што не слушате, најатрактивните ги читаме во живо, а некои ќе добијат и шанса за подрок. Ако сме веќе кај социјалните медиуми, ќе почнам со ретвитање на еден актуелен со темата Боби Бетмен вели вака: Стиви Вондер на Собраниски. ЗАМП фала. А има и уште еден интересен, актуелен. Цане Пребранац така се подпишува. Јас Балканот го разбирам како културен надпревар помеѓу ЗАМП Македонија, Србија и Хрватска. Доволно за провокација, а? Ајде Да, слушај имаше и малку за реклама. Тоше имаше еден твит. За Тоше? Или годишнина од Еве. неговата Христина бе. смрт и вели ја Денес- обележуваме годишнината со без без македонски Еве песни. го твитот. Твитот е ваков. Денес беше денот за радио и ТВ станиците да му покажат непослушност на ЗАМП, ама не, ние никогаш не знаевме како да го цениме него. Се мисли на Тоше Проевски. Малку за Квизот реклами. мораме да го кажеме и тоа е обврска. Може да се вклучуваат слушателите да одговараат нови прашања и да го кажат своето мислење околу целиот овој проблем.
на 032-397-707 и 397-717. Еве ги квиз прашањата. Кој музичар заработува највеќе од тантиеми, односно кој е автор? Во Македонија. Или кој е најбогат музичар во Македонија? Можеме да го надополниме ова прашање, кој медиум има најголем приход? Да се знае, меѓутоа стручната публика го знае, не знам колку го знаат слушателите. Значи, види, да не шпекулираме. Секој граѓанин на оваа држава може да појде во централен регистар, да се плати 1200 денари, да се добие завршна сметка и да види кој колку заработи. Но во ЗАМП тоа не може не да платите. Второто прашање, која песна македонска Загарантирана, законски е загарантирана тајност. Нема тајност. Може секој автор. Со мои пари не може вие да ме кажете дека има тајна. како Мои пари се на Канал 5 и на сите прашањата други после корисници и негови и овие. Второто прашање, која песна македонска е најгледана, најслушана или најпребарувана на интернет? Трето прашање, директор на ЗАМ е Зоран Џорлев, Зоран Васковски, Ганка Самилова Цветанова или Ванчо Тарабунов? И уште две прашања, со точно или неточно треба да одговорат слушателите. Дополнителен заменик министр за култура е Софија Куновска. Точно или неточно? Најмалата сума исплатена на автор во Македонија е 4,5 денари. Точно или неточно? Зборувам за песна на годишно ниво. Значи тоа се прашањата за нашите слушатели и за оние кои што Колку незгодни прашања постави. Кој ги смисли прашања, жите ми. Имаме квиз мајстор. квиз мајстор. човек платено за Добро. Многу го плаќаме. Многу го плаќате, добро. милионер. Кој го ангажира? Венко Андроновски беше. Писател или кој беше? За милионер прашањата. Гега, имаш Знаеш, оваа во секој информација? случај нема да го идем авторите на квиз прашањата, мислам дека оние што плаќаат се рекламите. Ај малку за А реклами. има авторски права за ова за автори на прашање квиз. Нокен експрес на канал 77. Следете ме на youtube.com/радиомрежа.канал77. Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат. Здраво, јас сум Вања Мицевска. Здраво, здраво, јас сум Гоце Јованов и со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Гледајте не на канал 77.mk Нокен експрес. Мораме ја Назад во студиото на канал 77 Нокен експрес, наши гости Иван Мирчевски, канал 5, Кокан Димушевски, Сокол МАП, Георги Барбаровски, ЗАМП. Имаме и други интересни гости кои што ќе се вклучат да снимени материјали. така. Колку автори, ако немаш прашање? Имам прашање. Повеќе. Еве, гледавме малку од овие околни земји искуства и нели како можеби најразвиен систем ни делува хрватскиот, можеби има и поразвиени. Иако ако ги прашате хрватските автори, ќе речат дека тоа е многу форма, дека на терен работите не изгледаат така сјајно. Но има детални тарифници за диџеи, за јавна изведба, за изведба во кафејана, за изведба на електронски медиуми, за користење на музичко дело во некое телевизиско шоу и така натаму. Значи, кај нас овие работи не се до таму уредени. Ниту кај ЗАМ, кај Сокол МАП, која што е релативно нова организација, воопшто нема ни тарифници на веб страницата. Предлог прави. Има еден објавен. Но не Утре ќе се вакви објави детални, така. и правилникот. Нема детали, затоа што ќе ви кажам. Едноставно, кај нас не постои категоризација во Македонија.
И прашете ги од замп. Како да се направи? Не постои категоризација. Едно метро јута и едно метро има злато или свила, исто кошта. Исто чини пари. Еден бот. Значи, во Македонија, Значи, една симфониска музика од една минута и еден кантавтор со гитара, исто се вреднува. Нели имаше порано во Македонија, Имаше во категоризација. Македонија, како во сите други држави, се работи според закон. Законот за авторски музички права и сродни права определува како ќе работи и ЗАМП. Документите, актите на ЗАМП ги подпишува Министерство за култура. И ние не можеме да работиме ако не се усогласени со тоа. Но нели порано имаше категоризација? Имаше И категоризација. сега со новиот закон ја нема. Со новиот закон има само автори. Не пишува каква е музиката. Видот на музиката не ги интересира. Во законот стои само автори. Автор. И изведувачки И на- состав исто не постои. Само Симфонија, Барба, само да не шпекулира. само што Само не, ова е шпекулација. И стариот закон не познавал различни видови на автори. Во стариот закон стоеше само автори. Вие со ваши интерни документи, Така кои што е. ви ги подпишуваше министерот, актуелниот кога да е, вие се определувавте и си правите категоризација. Така да не може да шпекулираш дека со новиот закон тоа се избришало. Не, од секој што е само автори. Не може некој да ти каже како ќе ги делиш парите, окей на линијата е ваша Според работа. сегашниот закон не е наша работа. Законот се обврзува да ги третираш така, како автори. Бескрајно те обврзувало така да ги третираш. Не. Како не? Како порано имаше автори на сериозна музика. Не Тие стои. носеа многу повеќе поени. Во закон тоа не Тие стоеше. беа авторите што излегува од ЗАМП и го создадоа, така бела, Носеа поеми, ама не заработија пари. не заработија затоа што никој не ги пушташе. Значи зашто ви беше проблем да има поени? Може да има 1000 поени, ако не се Ако не се тој пушта, ќе нема да заработи добие. Така. Е, еден се ден. коментира, еви Иво, и сега, ако проработи Сокомма, ќе се усреќа. Нив ги чека исто. Не ги пушта ги чека медиумите. исто. Не ги чека исто. Сега не ќе може, ти кажам ако не се зошто пушта не ги чека. медиумот, Чекај. ако не те пушта Уметничката медиумот, музика, нема сега ќе пари. ти кажам зошто не ги чека исто. Значи, со години собирате 4 од 100 за што? Од укупниот приход. Има фонд кој се вика стимулирање на некаква музика, така? Која не е едноставна, И кој што набрал ти 15%. Дали никогаш ги дадовте овие пари кои се многу големи, околу 90.000 евра годишно се, така? Ако Не знам колку се не може да памет. ако е 2 милиона и 200 има фондот, укупната наплата за минатата година на ЗАМП, ако е 4% овој фонд за има стимул на музика, а на каква музика? Значи нема знаеш како? Има стимул на малини гаење и на тутун, на компир нема стимул. Не те разбираш. Тој сам си загај. Значи за каде е тој стимул кој никогаш не го поделивте? Во ЗАМП се делат парите на тие што ги остваруваат, односно тие што се пуштат по медиумите. Да, овие 4% каде се? Тие 4% ако се пуштале на медиумите, Каде се тие пари? ќе имале пари. Никогаш не сум добил А тие пари не стимулиран стојат на некој автор. купче некаде, Ама стојат да на ги некој дели ЗАМП. ама фонд и Тие има пари сметка. доаѓаат само И- тогаш и- ако медиумите ги пуштале. И Ако кога се имало подел... музика, Не, во статутот ваш вие 4% се одзимаат од укупната наплата за стимулирање на некаква си музика, уметничка, ваква, таква, покомплицирана. Никогаш не поделивте. Може да кажем нешто? Слободно. Значи, тие пари стојат, Прво авторски би сакал пари се. Барбаровски да го прашам и да го демантирам дека не се пушта А јас сакам македонска- после Мирчевски малку да го извлечам од улогата на директор и да го вратам малку на некои време од музички емисии и да го прашам малку. околу. Ваш. Од 2014 година Барбаровски покрај законот за авторски и сродни права кој што претрпи измена, воведувајќи ја обврската за ваше водружение за инсталирање на софтвер или систем за електронско идентирање, законот за медиуми донесе уште една страшно обврзувачка обврска кон медиумите, особено кон телевизиите, националните телевизии, другите телевизии имаат обврска да емитуваат 8 часа македонска музика. Тоа не во Европа, никаде во свет не е забележано, тоа ќе се согласите сите, забележано е доколку емитувате музика, и ако се определите да емитувате музика, како спотови, како концерти, да има одреден процент домашна. Но некој да ви каже кој го донесе тоа? Може да завршам, така, ја те слушав, не те прекинав. Значи државата, не ви, државата, да. Значи државата не наметна страшна облигација и 2 години
ве емитуваме по 8 часа неделно или 52 недели пута 8 часа, тоа му доаѓа некаде повеќе од 400 и нешто часа, така, од прилика. Мирчевски имавте можност да влијаете, ама не се оттепавте премногу од бунење од ама нема врска. Види, нема врска тоа. Ние сме слегнале на брашното, зошто како нема врска? Искрено и ние сакаме да ја дигнеме македонската музика. Ама него таков обем што не можеш да го постигнеш, да. Не само. Ќе кажам груб збор. Вие не сакате да дигнете музиката македонска, вие во музејот на револуционерната борба бев на тој состанок. И реков дека немате интерес во македонска музика, бидејќи кај вас се рекламираат само ако има српска музика. Реков ако има рейтинг. Значи јас не сум виновен. Климаше со глава и одобруваше. Значи ке клима. Министерката која пропишала да се емитува македонска музика како стимул за македонска. Таа министерка не пропишала. Прво пак грешиш, пак шпекулираш. Носеше тој закон, ја реков да не правиме силување, затоа што сакајќи добро направиме, ќе направиме лошо, ќе ги отфрлиме младите од слушањето радио, ќе слушат интернет странски канали. Која телевизија и која радио неќе да емитува музика македонска која што нема да ја носи рейтинг. Треба да сум кретен да не емитувам музика македонска. Ама мора да имат сооднос меѓу продукцијата и... Но еве, немате рейтинг. Мислам, честно исклучоци. Калиопи, Каролина, покојни, пар пејачи, гревате да ги спомнам имињата, покојни се. Тие кога ги емитувавме, имавме сериозно квалитетни рейтинзи. Но тоа се изведувачи, впрочем и автори кои што пишуваат, на две раце да ги изброиме. Се друго е со рейтинг 1 и под 1, ако ги споредите хрватските, српските, црногорските изведувачи, тоа се рейтинзи од 15 до 30. Значи, после 2 години упорно емитување, пак да имате таков рейтинг, значи немате да ја обвинувате медиумите дека тие не ве пуштале, ве пуштале. Мене следно ме прашање. Не, ве пуштаме од Сабалија, имаме од 10 до 12 и ве пуштаме преноси од 8 и 9 во прайм тајм. Видете, вие ќе кажат, надлежните ќе кажат дали си ја исполнувате квотата, претпоставувам дека ја исполнувате. Меѓутоа со времето манипулирате. Не манипулираме. Вие манипулирате. Јас сакам да ве прашам, како вие тврдите дека вие софтвера, се вратиме на софтвер, дека ви работи кога ние корисниците немаме юзернейм и пасворд? Може да ми го обясните? За авторите исто немаат. Па немаат, може да ми кажете дека немам. Контроли се прават секојдневно во ЗАМП. Како се прават? Како се прават? Досега не најдоа никакви. Па не дошла да ме прашат, еве сега ќе дојдат. Забелешка. А еве сега ќе дојдат. По наше барање. Како се собирале пари? Како бе нема? Забелешки има, ја слушнавме дека сте каматувале пари. Како имате пари? Ставале пари на каматата? Ами требало по закон да добијам добронамерен македонец дојде и фрли пликов во нашиот двор. Ете како дознав. Не, ајде да разберат овие што не слушаат. Како да ви кажам сега? Да бидеме затоа што ова не е баш толку разбирливо за обичните слушатели. По закон. Они не знаат што им се случува, нема музика, што е поводот, што е причина. Можам и морам да си влезам во моето има досие или папка и да видам колку пати кај сум песните на кого Димушевски се сум вртен и кој за мене плати. Инаку чуму софтвер. Ова е досие. Инаку чуму софтвер. Значи он ќе пиша лажна плейлиста, овие ќе искинат, ќе се напишат нивна плейлиста, Господ. Вашето здружение ќе прави таква работа? Нормално. Ама по закон ми тежи да имам таков ова код. Јас и го барав. Од ЗАМП, од пред 1 месец или месец и пол. И до сега не ми. Ние официјално се обративме и реков кога ќе го спремиме, ќе ви го пратиме. 2 години го спрема. Имаат исто право на такво досие. Треба да разберете. Нема врска полнењето за тоа. Не ти бараме да се помне. Секој ќе може сам да се кога по 16 години да си видам. По 16 години. Господа, мораме пак ли реклами? Многу реклами имате. Правиме пауза, не буквална пауза. Но да слушнеме, да го слушнеме. Таман се разгорев. Ранко Петровик, собственик на Радио Вамара. Кој е неговиот став и како тој се снаоѓа во овие денови на тага за македонската музика, и за српската, и за хрватската. Ранко Петровик Вамара. Следете ме на facebook.com/канал 77. twitter.com/канал 77. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Сега во овој момент Вамара можам да кажам дека дури доби наслушаност, бидејќи на луѓето ги интересира на кој начин се сноѓаме, нели, на овој начин, така да тие стари убави песни од Мишо Ковач, од Оливер Драгоевич, од Тоше, нели, од овакво остана на иста страна. Сега подготвуваме и нова
ситуација, повторно се ребрендиравме сега поново, музички ребрендинг направивме. Тоа ќе биде еден нов музички формат, ЗАМП Соком МАП Министерство за култура. За едните ќе пуштиме по желба, за другите одинат, за третите унајава дека можеме да бидеме добри пријатели. Еднострано, од нивна страна се прави некоја, можам да кажам, и детска забрана што се однесува кон медиумите. Бидејќи таа забрана не знам дали е правно издржана, мислам дека не е до крај, нели? Мислам дека тоа е на некој начин еден револт од нивна страна, бидејќи се создаде ново здружение, но тоа здружение ние како медиуми не го создадовме, 220 медиума има во Македонија. И во исто време, за еден ден да им кажете сменете програмата, од утре ќе имате забрана, зашто ние сме револтирани од таа страна, треба да ги знаат и нашите проблеми, нели? Во исто време, ако некој со нив соработувал 10 години убаво, мислам 25 години веќе сме во медиумиве, коректно се плаќани износите, добро евидентирана од наша страна, тогаш нема потреба да стануваме ние колатерална штета. Нивната борба и нивниот револ треба да го насочат кон Министерството за култура и кон таа комисија што доделила тоа. Може да излезат 5000 автори, да излезат пред Министерството за култура и да кажат со ова не се согласуваме, директно сме засегнати околу практикување на правдата, на нашите права авторски, околу бизнисот и така на. Да, во моментов слушаме дека познати личности, легенди на македонската естрада и така натака излегуваат на телевизија со изјави и слично све, си ја рушат појавата на некој начин и целото свое дело од 40 години назад, бидејќи разговараат како правници, а не како уметници. Уметниците се мирни луѓе, добри, сака да создадат песна, шутре ќе им се сака, ќе им се пушта и така натака. Во овој момент они разговараат за нешто сосема трето и пето. Тоа е лоша карма и лоша енергија што и ние како медиуми си ја разменуваме заедно со, да кажеме, со ЗАМП и така натака. Ако ние сме биле коректни и сме плаќале редовно и слично, зашто целиот револт се однесува само кон медиумите, а не се седне и се разговара или практично да се види кај е проблемот? Има една чудна работа, го наштавте тоа со авторите. Авторите од соседството, например Ван Гог се огласи Жејко Јаксимовиќ, може би Северина наскоро ќе се огласи, нашите автори молчат. Видете, малце треба да ги разберете нив. Они се на некој начин погодени, бидејќи во последните 2-3 години конечно почнаа и да добиваат некои нормални суми за да може да опстанат и да живеат. И тоа се добродојдени пари, бидејќи трудот што треба некој да осмисли добра песна, не е тоа, не може секој да осмисли. Не може шивачка, да кажеме, во Астибо Штип да смисли такви големи хитови како што е Милјачка или Чукни во дрво и така натака, нели? Тоа се луѓе што се посебна категорија и ние треба нив посебно да ги негуваме, посебно оние што се автори. Значи он треба да биде занесен, дали да пие по кафани, дали да си има, нели, додека дојде тоа дело да излезе од него. Значи, таа инспирација не може да дојде од денеска правиме 500 песни. Денеска ми доаѓа тој хит, ја гледам атмосферата, доаѓа таква мисла. Тие автори мораме да ги чуваме како на дланка. И тие автори треба да бидат платени. Ние сега, ЗАМП не знам колкави пари има, нели, лево десно, но проблемот е во македонска телевизија, толку пари зимат од радиодифузна такса, извршители, навака натака, сите разговараме, нели, дека треба да платат пари и тамо, и посебно не знаеме кои си тамо музички уредници може ги местат листата на песни без некој голем квалитет, а да се вртат песните, нели, на радио, а да биде понатака. Значи, тоа, бидејќи тоа е јавен сервис, треба да обрнеме внимание на тоа. Ние никој од нас како правни субјекти не сака да го прекрши законот, ама за еден ден да престане музиката да се емитува, тоа го нема никаде. Значи, лихвари оние што ги викаат зеленаши да дојдат па ќе кажат имате 3 дена, нели, да си ги поправите односите со грејс период. Тоа значи еден дел дека е можеби некоја грешка. Втор дел е Министерството за култура што ја дало дозволата претходно убаво да објасни како ќе работи, што ќе се работува, зашто се проблемите, кои се тие правници што излегле и така натака. Трета работа е не сакаат ни телевизиите да плаќаат во ЗАМП, а ЗАМП да не дава отчетост кај ги дава парите. Тоа е многу важно. Бидејќи вие големиве телевизии се премногу мокни за да излезе некој да се игра со нив. Ние со ЗАМП конкретно немаме проблем. ЗАМП си има проблем со некој од трета на ливада што има стадо со овци. Или со некој регулатор, сакам конкретно да кажам Министерство за култура, што има донесено некоја одлука што се засега конкретно кон ЗАМП, нели, ние поддржуваме, но пред се да не трпиме ние штета. Можеше нормален разговор да се направи. Дечки, од утре за утре тоа ќе правиме, вака ќе биде. Мислиме големи ви се ставките, 4% од бруто приход за многу медиуми се многу, ќе намалиме на помалце, на повише. Така, значи не е само намалувањето, него и кај ги трошиме парите, кај излагаат авторите колку се задоволни, така натака. За жал, Македонија стана сега земја во која
не можеш да слушнеш ни некој да пее, ни некој да игра, туку остана само да се пцуеме меѓу себе или да ќутиме. За жал тоа е, така да мислам дека проблемот ќе се реши многу кратко и јасно, на едноставен начин качено, да разберат и бабите и дедовците. Едните треба да бараат помалце, другите да даваат малце повеќе, а третите да направат се животот да не биде песна, убава и лесна, како и секоја македонска и друга песна. Ноќен експрес на канал 77. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уникат. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Новиот Peugeot 2008 создаден да совлада се. Богато опремен со PureTech мотор, Peugeot iCockpit, автоматски клима уред, паркинг сензори, 16-инчни алуминиумски фелни и многу повеќе за 175 евра месечно. Откривајте нови хоризонти со новиот Peugeot 2008. За повеќе информации да очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk. Ноќен експрес. Ноќен експрес на канал 77. Одиме понатаму. Ранко Петрови го слушнавме во Мара. Барбаровски. Зеленаши. Рекетари. Зрејаши. Не им давате време, не им давате рокови. Веднаш барате. И телевизиите имаат право да каков договор ќе склучат со ЗАМП и тоа се почитувало. Никогаш не останувало на таа вредност која што била во нашите акти, во ЗАМП, така емирчевски, сме се спогодували лично и ја мислам дека и понатамо ќе работат кој издружение да биде со дозвола за работа, радиодифузерите ќе работат така работеше. Ако не преку суд ќе се земат тие пари, како што е случајот со канал 77. Да објасниме многу едноставно работата за слушателите, обичните граѓани на САД. Што ви се виновни медиумите? Ви плаќаат редовно. Браво. Тие што не плаќаат на суд, плаќаат. Добро, плаќаат си милом или силом? Ама зошто сега, што ви се виновни они? Ако ви се појавило друго здружение конкуренција, тепајте се со Министерство за култура. Така рече Буамара. Протестирайте пред Министерство за култура. Значи, Министерство за култура ги одолговлекува одлуките. 3 месеца веќе требаше да донесе решение што ќе прави со тарифникот на ЗАМП кој е даден. Ниту го одобрува, ниту го укинува. Во моментов водиме некакви разговори со вице-премиерот Пешевски, кој пред една недела не собра сите како овде што сме собрани.
во владата и разговаравме, меѓутоа дискусијата одеше толку лошо што човекот свати дека не може да донесе никаква одлука и рече ќе ве повикам уште еднаш. Јас верувам дека толку се спротивставени ставовите, вели, што не знам дали може да донесам одлука. Нема му заличало, како што кажа тој, ситуацијата на нека сјаше мурто да узјаше курто. На крај ви кажа нешто друго, дечките ноги Вас да на ве летите. поништа да дојдат другите, така? На крај ви каже на друга фора. Не знам, толкување немаше, но кој како си го разбрал. Но вети дека наскоро ќе ги собере сите уште еднаш и ќе види, ако нема, ајде ќе донесат некоја мера. Кај нив е и чеканот и наковалното. Да ја спомнем и реакцијата на Министерството за култура. Имаше две реакции, на 1 октомври и на 4 Може да само дам коментар. Може, меѓутоа го слушате, имавме комуникација со култура, не упатија на овие сообщенија. Действието на ЗАМ како непознавање на законите, како неприфатливо, оваков начин на забранување и велат дека дополнително ќе известат јавноста како ќе постапат и велат дека за нив е неприфатливо состојбите во оваа сфера да се решаваат со користење на инструменти како забрани, закани и притисоци, имајќи предвид важноста на авторското право кое е неприкосновено право и кое сите имаме обврска да го почитуваме. Потенцира дека во Законот за авторско право и сродните права, како и во другите прописи од областа на културата, се инкорпорирани сите меѓународни правни регулативи со кои што се обезбедува највисок степен на заштита на авторското право. И во таа смисла апелира состојбите во оваа област да се решаваат преку заемна соработка и конструктивен диалог меѓу авторите и корисниците. Видете, тој што ги има сите права да забрани и да дозволи, нема зошто да апелира, треба да ги спроведува законите. Проблемот е во тоа што не се спроведуваат законите кај нас. Вели дополнително ќе објави, ќе каже. А нека објави. Кога дополнителното значи многу време, одолговлекување. Барбаровски, што е проблемот? Ова е неприкосновено право на авторите. 167 или 165 автори беа на состанокот во Александар од 1600 автори. А оние 4500 со кои се фалите? Тие се наследни права користа. А ги прашавте ми, тоа значи колку посто од 6000? 10% според од 6000, колку е посто? Не од 6000, од 1600. Ама зашто се фалите со 6000? Значи и на други 4000 штити правата. Инаку ги штити на голем број ЗАМП како потписник на меѓународни договори и ги штити правата и на кој основ ви е забраната? Значи забраната е врз основа на тоа. На кој основ? 160. Кој основ е? Абе тоа е неприкосновено право. Нема неприкосновено право. Не е тоа. Законот и заменикот министар на тој истиот состанок на влада, заменикот министар и на правда што ве праша? По кој закон е забрането? Значи по законот нема закон. Значи закон може да му забрани на канал 77 ако не си ги само една има обврските не може неприкосновено право на авторот да забрани на авторот на авторот. Ја не сум забранил. Јас сум иземен од ЗАМП. Не сум член и ние колективните права на автори не може ли со изјава, Димушевски има изјава на има изјава. Со изјава тоа право да ви го оцени, односно да каже дека медиумите можат неговите песни комотно да ги пушта. Може, значи, може тој да се изземе. Ама од едната година. Со тоа што, слушайте ме, не си ги знае правата. И не треба да ги знам, нели не сме правници, јас сум. Како сакаш насила? Значи треба на нотар зајавена пријава да ја донесе во ЗАМП и од кој датум јас ќе можам од наредната година значи е слободен. Што реков? А има ли во договорот дека цела година мора да бидете обврзани? Нема. Нема, јас не сум член година и пол. Или кога сакате може да се не важи мојот тој уговор. Кога сака може да ја поднесе пријавата. Ама ќе ти иземат од идната година. Но важи тоа, важноста е од наредната година. Тој не е штитеник на ЗАМП. Закон, нема закон. Нема така. Статутот, значи вие го прифаќате статутот кога потпишувате договор. Ама јас не сум година и пол деначе. Само да ви кажеме. Значи не го Барбаровски, прво да ти кажам, не си во право околу забраната, зашто сите меѓународни консултиравме експерт за авторско право кој што не е од Македонија, кој што вели вака. Музиката е јавно добро и може да го забрани авторот евентуалното примерно имитување на одредена песна. Ако таа песна веќе е имитувана низ етер еднашка 5 пати, 100 пати, тоа се подразбира дека авторот е согласен да има јавно имитување на таа numера
затоа што сака да ја има. Сослушаме само да кажам, сега те сослушам. Ама не е евентуално, ама не, постои Берлинска конвенција. Значи тоа си го знаете вие. А во таа конвенција точно стои. Единствен начин да забраните емитување на одредено авторско дело е доколку корисникот не има две, да ги наруши моралните права и материјалните права. Моралните права да тврдиме дека песната на Барбаровски на Иван Мирчевски, јавно да го тврдиме, и второ ако ние не плаќаме. Не знам во Македонија корисник кој што го нарушил од овие права, а вие упорно ја забранувате. Поради тоа, телевизиите се ќе ви стегнат соодветни пријави за оваа работа и ќе имаат сериозен проблем. Затоа што се случува? Благодарејќи на вашиот договор со нас, кој што го кажа и сајмот кој што е валиден до април 2017 година. Не, за оваа година немате го. Значи имаме договор заверен. Добро, сега можеме ние да спориме. Има суд и ќе се го каже украјна линија. Договор заверен на 26 април 2012 со важност од 5 години, завршува на 25 април 2017 година. Тоа што нема тарифа за 2016 ќе се спроведува или тарифата која што вие ќе добие важи или според софтвер. Значи тоа не е ништо спорно. И ние намерно не сме ставили тарифата затоа што сме рекле, ајде видиме 4 години каква ќе биде ситуацијата, може да си го прашате вашиот директор Васковски. Ние го баравме самите тоа, баравме од министерство една година да биде. Може само да го кажам. Да. И затоа ние не сме ставили. И што се случи? Вие две си земавте промени. Значи, поради тоа што ние се плаќаме, а ние сме направили договори лани врз база на вашиот договор со продуценти од Србија и сега губиме пари. Поради тоа што треба да набуваме друга програма, не можеме да емитуваме ради забраната од Србија, а истовремено губиме спонзори. Значи во моментот Канал 5 има загуба од преку 250.000 евра. Значи некој ќе мора да ја плати. Дали ќе бидете вие или сокој, некој ќе мора да ја плати. Тоа да бидете сигурни. Да ве прашаме на работа, може би малку ќе дигресираме од темата. Вие порано бевте и водител и автор на музички емисии. Голем дел од гневот на авторите е поврзан токму со тоа што голем дел од медиумите во Македонија, ете како што рече и Барбаровски, пуштаат музика по полноќ или рано пред пладне, не пуштаат во прайм тајм, и авторите се чувствуваат како да, нели, медиумот нормално ќе ја пушта музиката која што е популарна и која што може да му донесе гледаност. Но иста така да не ја заборавиме обврската дека медиумот, нели, по некоја поширока дефиниција треба и да култивира публика. Како ете повикувајќи се на вашето искуство од минатото, како ја оценувате состојбата? Дали на вистина толку нема добра музика македонска што може да се пушти во прайм тајм? Не, секи тоа. Музика која што може да се пушти една песна во прайм тајм или 5 песни во прайм тајм, секогаш може да се најдат. И секогаш ќе се најде некој гледач кој што тоа ќе седне и тоа ќе биде гледано. Но што е проблемот? Не може постојано секој да напише било каква песна, да дојде да донесе спот, квалитетна, неквалитетна, и автоматски да очекува дека ние ќе ја пуштиме во прайм тајм, од причина што ако гледаме дека не носи рейтинг, а комерцијалните медиуми како што и вашиот работат врз база на рейтинг, нели? Да, нема оние емисиите, нели? Порано во ударни термини можевме да гледаме музички емисии, топ листи. Тоа веќе го нема на една. Сега ќе ти кажам, се смени, за жал баравме да дојде капитализам и се донесува убавите и неубавите работи од капитализмот. Едно од работите е добивање пари од спонзори врз база на рейтинг. Постои систем за мерење, како што постои систем за евиденција кој што не работи, кој што го баравме ние, а тие тврдат дека работи. Постои систем за мерење на рейтинзи. И секој сабајле ние се гледаме што и како се гледало. Ако некоја емисија се гледа 20% има на гледаност, парите што ги добиваме од спонзорот се множат пута 20. Ако се гледа 0 или 1, како што поголем дел за жал од македонските песни има таков рейтинг, се множат со 0 и со 1. Знаете, 1000 помножено со 0 е па 0. 1000 помножено со 1 е пак 1000. Но проблемот е дефинитивно во тоа што авторите својата енергија место да ја трошат на креација, да седнат со медиумите, кажат дечки, дај бе кажете каква музика, еве вие слушате, ги гледате, секој ден добиваме реакции и од рейтинзи и од гледачи. Место кажете, дај бе кажете каква музика да правиме за да биде добра и да биде прифатлива. Тоа е сега малку, нели, уметниците да дојдат. Ама види сега речат како на пазар, што треба да направат? Дали сликава, што треба да направат R&B музика? Праска за да оди со. А што треба да направат R&B музика? Медиумите се ја креираат работите и тука не може да ми се меша некој. Ако сакаат да стимулираат, ќе стимулираат. Меѓутоа,
Каква е улогата на јавниот сервис? Таму исчезна. Тоа е друга работа. Таму Да, е друга. Сите се со национална концесија. Ранко спомена нешто околу. Тие имаат должност и да продуцираат своја програма, да подучуваат. Каде е продукцијата на македонските телевизии? Што сте гледали вие македонски? Пред рекламите само кратко, Иван, прашањето да го преформулирам, имајќи го предвид предходната кариера, кој бевте музички уредник, музикофил да ја наречем, така? Јас се голем љубител на музиката. На овој начин, не почитувајќи авторите, нема да ги пуштаме или не знам што, Ги пуштаме, како да одите против самите себе и вашата кариера, не си ги почитувате основните средства за работа, што би се рекло, да. Сега ќе ви кажам што правиме. Ние, например, не емитуваме музика само по полно како што прават другите колеги. Направивме мини музичка емисија која што и сабота и недела од 10 до 12 типов. Тоа е сепак сериозно добар термин. Почнавме да ја шириме и до 1 часот и дека чуваме полека, кога ќе видиме дека постои моменти, например, забележуваме една тенденција дека луѓето се повеќе сака да слушаат народна македонска музика, отколку популарна забавна музика. И сега тоа се обидуваме да го демфуваме, да видиме кој е таа музика кој што тие сакаат да ја слушаат и ги мотивираме авторите на народна музика да прават што повеќе народ. Ги советуваме, дајте ваква музика, ова се слуша, ова е трендот што сакаат македонеците да го слуша. И мислам дека тоа не е страшно да им Ние сме од истата страна на приказката, ние сме спротивна страна на приказката. Да им ги откриете трендовите на нормално, да им дадеме насока што е тоа, зашто сакаме да бидат слушани. Реклами. Ноќен експрес. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Ленд сервис, најдобриот избор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутер за Македонија на светски познатиот француски бренд Аниос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за безпрекорна хигиена. lend-service.com 02 255 0157. Ноќен експрес на канал 77. Слушате ли? Секогаш има предност слушателот. Разговараме за авторските права, за забраната за емитување на македонска музика на медиумите. Добро вечер. Ало. Повелете. Да, повелете во програмата. Але, добро вечер. Добро вечер, повелете. Имате прашање, коментар, имате одговор на прашањата што ги поставивме во квизот. За тебе и за твоите гости. Не знам кои се од ЗАМ, кои не се од ЗАМ, ама знам дека тоа е нешто рекетарско друштво направено за да се рекетира по тука по нас приватњаците. Ама старо рекетарско друштво, постои со децени. Зборам го поради тоа што 70 години. малката година учите еден ново пазарлак, аз што викат турците. Дојде тај еден адвокат таму, како го вика, и тај еден јоцо од сок таму, и пазаруваа се колку да ли изрекетират. Почнаа со 500 евра, завршија со 200 евра. Зборувате за свадба, така? Ало? Зборувате за свадба, за музика на свадба, така?
Не, за фирма. Не бе свадна у локал кај што се слуша само радио. Дојди у сред центар таму ќе видиш у Штип, у Сајберо да видиш што се слуша. Слуша се само радио, се слуша ништо друго. И ми бројал таму колку столчиња имало празни, колку такво имало пуни, по тие столчињата пута толку, не ти знам колку таму изрекетираме, што не го плати тоа, излезе 1300 евра да платам со извршител, со нотар, со се заверено. Викнаваме на некој си рочиште, што не сум бил присутен на тоа рочиште, се тамо изрежирале. Тај Јосо, кого викаат тука, овцата ли, не знам кого викаат по презиме, и тај адвокат, тај што е на замп тука во Штип. А дали знаете дека имате законска обврска, нели, со законот за заштита на авторските права? пријатели, каква обврска? Јас што го отвори тај локал не ми даде ни Грилски, ни Бранко, ни Лупчо, не ми даде пред банки пари. Ја го отвори со моите пари, не се слуша музика само на радио. Има свадби, има годежи, ние има венчавки даде. Сега пуштате ли музика сега? Има крачи. Закон се проведува тамо кога ги даде некој садако, кога ги даде помош. Тогава ќе му стане закон. Каков закон е така? Организовна ракет тука по медиумите и по нас приватизациите, ни телевизор има, ни ништо има, прај пари. Дали пуштате музика сега? Дали пуштате музика? Знаете ли вие како се почало тие пари 2011? Дали пуштате музика сега? Пуштате ли музика сега? Пуштате ли музика сега? Сами да си таму да си тражите од државата, не да го рекетирате народот. Уште вие фалете. Благодарам за јавувањето. јавувањето. Се викало, Амке се викало. Благодарам за јавувањето. Поздрав, господин Барбаровски. Да ве прашам, колку пари вие добивте 2014, ако не е пресметена, како текстописец? 2000 евра. За 160 текстови. Понапред, затоа што една од основните... За 160 текстови 2000 евра добив. Една од главните забелешки е нетранспарентност. Ме го Барбаровски е транспарентен. Секој чест. Зошто нема листа работа? Зошто немате листа на најемитувани песни, листа на најнаградувани, односно најплатени автори и песни? А кега има тоа во Маđurски ќе го пренесе примерот од Хрватска. Како функционира тамошното движење ХНС зам? Сакам да кажам дека еве, на пример, ги спомнате Хрватите, и јас имам прецизен податок дека на првата позиција на најизведувани домашни нивни домашни во Хрватска е песната Танго на авторот Иван Дечак. А најемитувана песна, најпопуларна во Хрватска лани била Хепи на Фарел Вилијамс. Инаку тоа е според оној извештај што го прават годишен онака буклет убав. Инаку нивни автори кои што оствариле најмногу заработка минатата година се Анте Пецотич, Борис Ѓурѓевиќ, Хусеин Хасан Ефендиќ, нели парни вајде. Анте Пецотич кој е директор на Хрватскиот зам, by the way. Така. Тончи Хуљич и Хусе управен одбор. By the way, се јасно, by the way. Степан Шулек. И вкупно, колку пари прави годишно ХДС зам, така се викат? Да, ХДС. Хрватска друштво складатели. Хрватско друштво складателја зам. Така се вика. Инаку 15 милиони евра прават. Да, над 10 милиони постојано им расте. Значи во куми тоа. 11 милиони евра дават на авторите, а другите ги задржуваат 30%, колку? Не го знам точно податокот, ќе ви кажам, само сакам да кажам дека штитат 238.000 наслови. 238.000 наслови. Регистрирани. Колку има регистрирани наслови кај нас во зам? Праша ги колку има овдека? Значи околу 4-5.006 и 600 и 4.000 мислам дека се овие другите помали автори, околу 5-600. Не, наслови. Дела. Не знам. Колку пари годишно, еве 2014 во Хрватска, во Отвори на сајт бе имаат завршни сметки, они сами си прават ревизорски извештаи. Хрватска е голем пазар. 2.200.000 негде има зам. Има и нека ти 3.000. Ама тоа не се само македонски, тоа. Зошто немате листа на најслушани песни? Имаме најслушани, отворете го. Не, најплатени треба да има. Има други проблеми, не се тука проблеми. Нашиот закон за не се тука примање не е кај нас. Во ова што го зборуваме. Са гарантирана е тајноста на тоа. Не, има други проблеми се, Барбаровски, ама секој автор, прашајте ги авторите, автор слушателите. Ако сака, тие ќе ви кажат.
Но заради слушателите треба да кажеме некои основни работи. Кажете странските автори колку ви се платили. Во конфронтација отидовме. Пошто штитите и странски. Каде одат парите за Дали одат Мик пари? Джегер, Дали за одат пари? Фарел, Дали за одат? Се разбира дека одат. Прашање. Канал им пише на менаџерот на Мадона колку пари земнат од Македонија. Да ви кажам како беше одговорот по 3 месеци. Кај сте? Кај сте. Буквално беше кај сте. Знам. Значи, да заврши пак ќе опуштиме. Значи има многу прашања на Би кои било нема добро за одговор. слушателите некои основни работи да кажеме дека авторската музика се плаќа. Никој не бе готов. Сегде во светот. Така. Еве на тоа се согласуваат. И треба да се плаќа. медиумите. И треба да се плати. И изведувачите треба да се плаќа. Авторите и медиумите мора да бидат упатени едни на други. Кај нас законите не регулираат се. Некои работи останаа нерегулирани и затоа се јавуваат овие проблеми. Под формулата да има конкуренција во Македонија е дозволено да се формира и ново здружение. Така е објаснато тоа да се И тоа е зголеми проблемот. конкуренција. Тоа е проблемот за забраната. Ставете ме дека. Ајде, Потпрашаме, цело време ти ме Многу не потпрашуваш. знае. Не те потпрашувам цело Најмилие е време. многу, само те чекаме да кажеш. И сега, замислите, ако не можат да се договорат овие две здруженија за заеднички тарифник, А зошто односно, има заедничка дозволи? има желба за уште едно Не во сега. издружение? Зошто јас излегов од ЗАМП и ние уште стотина? Ќе си кажете. И зошто медиумите бараат второ. Добро, да, продолжи. Значи има Завршете вашата Медиумите работа. бараат заради тоа што успеаат да се оркестрират, направија еден состав и така се борат најлесно против ЗАМП. Го обвинуваат 5 години дека се краде, дека неправилно се дели. На 50 контроли веќе се прават во ЗАМП, не е најдено ништо. Како не ви најде ништо? Од министерство имате 14 неправилности во јуни. А зошто Ви го забранат? истекнаа 60 дена, не одговоривте. Зошто Дали го забранат? дали ги поправивте? Не Тоа ви кажа и На министерството. на тој Тоа ви состав кажа, не ви кажам тој министерката, состав. зошто не го кажеш А тоа? вие го Него- спомнавте Пешевски, не го спомнав ја. Ти го спомнаш што е некоректно, со станокот откриваш тајни за состав, Значи, што е крајно некоректно. Зошто не ги поправивте? Таа е состанок е, таа е неапсолутно. А што поправивте вие? Ајде, авторски 14 неправилности. Јас не го Господине Димушевски, вие сте биле член на ЗАМП. Бевте со ММИ, па после на ММИ моја... Газдава треба да го пушти. Ќе го пушти, го пушти. Ова е слободно. Нема да не пушти да си оди. Предавачката политика е одвоена од собственост. Слободна е така. Кога е најдобро, Баш тоа се го забележува. Димушевски, која бевте во ЗАМП? Имаше една дебата, не знам, на 21 телевизија, каде ја гледав, еден од авторите, мислам дека беше на вашиот председател на Сони Петровски, му каже зашто вие бевте член но пре многу, зашто тогаш не реагиравте во ЗАМП кога бевте, туку сега кога треба да формирате. Надгласан е, еден е. Сте реагирале? Реагира Реагираме нон-стоп. Не, јавно да излезете. На крај, ако си незадоволен, имаш друго чаре. Значи, некој да се возам во градски автобус, ќе се возам во некоја си организација друга, која ќе најде начин ова да ме заштити и да биде фер. Значи, овде не се осеќам за фер. Значи, се она што го побара, Овој чекор го направите заради апсолутно не е добиено, не сум сам, очигледно. Значи, не може да се добие една лиценца на Сони Петровски и на Кокан Мушевски. Ако бевме толку битни, сега ќе идевме со Путин да преговараме. Значи, не сме од двајца. Има стотина автори кои се со години има незадоволни. И уште ќе доаѓаат. Горан Гаврилов, управител на Радио Канал 77. Радио Канал 77 е едно од ретките, уште едно од две радио дали има, кое што не ја почитува забраната на ЗАМП. Емитува македонска музика, емитува српска, емитува хрватска. Да го слушаме ставот на Гаврилов. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на Канал 77. Но причините за што дојдовме во оваа ситуација е што Министерството за култура му овозможи на ЗАМП заедно со Советот за радиодифузија да ние како дифузери бидеме условени во нашата лиценца да емитуваме 30 па 40, а сега 50% задолжително македонска музика. Бидејќи ЗАМП тоа го знае, тој се представи како собственик на таа музика и дистрибуираше договори до сите радиодифузери кои што преземаа облигационен однос, дека доколку не емитуваат или доколку не плаќаат и X други причини, ЗАМП има право да му забрани да му даде забрана за емитување на македонска музика. Ова е спротивно од нашата дозвола од лиценца дека ние имаме нужност за вршење на дејност од музика. А доколку тоа не го сториме,
прво имаме казне, како пари, а второ имаме одземање на лиценца. И бидејќи таков момент е идеален за ЗАМП дојде да не условува нас, да не користи нас против Министерството за култура и неговата борба против останатото здружение. Много едноставно. Ова има своја историјата. Ние пробавме да се договараме со него, да преговараме, да ги намалиме ценоти, но ЗАМП имаше идеална, условна и монополска позиција. И он не сакаше друга конкуренција, нити да преговара со нас. Законот исто така дозволува да не мора да подпишеш договор, туку по правилникот да се плаќа. Во конкретниот случај, Канал 77 нема договор со ЗАМП. Дојде ММИ, дојде ЗАМП, па ќе дојде авторски права на имитувачи, авторски права на монтажери и така натаму, на сите по 4%, 2%, тоа е повеќе од нашата реална добивка. Нашата реална добивка, како ова е на бруто, е како нето многу помала него сите овие здруженија заедно. И тоа значи целата медиумска индустрија ќе крахира заради ЗАМП. Но ЗАМП се осети силен и одозгора е монопол и на регионот, па ни покажува како што гледате сега дека не само македонската, целата балканска музика е моја, што не е точно. Моите колеги за жал му подпишаа облигационен однос. И он се осети премногу силен и кога виде конкуренција дека ќе добие со 50%, го употреби својот джокер на облигационен однос со сите дифузери и им даде забрана. Тоа значи дека крадеш авторско право и се става во затвор. Канал 77 нема договор, не краде, плаќа. Немам ни намера да подпишам со тој никаков договор и се додека не се легитимира што он представува и што е негово, а ништо не е негово. Тој само е посредник. Монополот и трагедијата во македонската држава е монополот го има Сдружение на граѓани кој што е посредник, а не е собственик. Он е уште подрзок да вика да, ама моите собственици кидат во кај нотар и сами ќе се откажат ја да не го застапувам и да немам право на забрана. Кој е тој? Појак од собственикот? Така излага. Овој систем мора да се ревидира. Мора ЗАМП да изгуби лиценцата. Резултатот е 1,5 до 2 евра. Тука е проблемот. Новото здружение, него не знам кој е, нуди 50% поевтина услуга од ЗАМП. Доколку некакви бројки, не ги знам за точно, 3,5 милиона евра се собираат вкупно, а другата страна нуди 50% пониско, значи упрашање се над 1,5 милиона евра. Така? Тоа е таква загуба кој што овој би ја изгубил. А авторите тврдат и изведувачите дека не добиваат доволно. Ние тврдиме дека премногу плаќаме. Има некаква луфта во тие пари кои што се предмет на овој револт и оваа уцена. Се врте околу парите. Јавноста мисли дека ние сме виновни. Не, ние плаќаме секако. И сите мои колеги плаќаат. Нема некој што не е платил на ЗАМП. Зошто тогаш се тужиме? Зошто тогаш ни даваат забрана? За да ни искористат нас против Министерството на култура да ја укине конкуренцијата. Конкуренцијата е здрава и нека се борат, а авторите треба да имаат право да бираат. Јас сега како управител на трговско друштво Радиодифузно имам прашање до монополската комисија, антимонополската. Кој е моето уставно право на избор? Дали Канал 77 го има уставното право да бира? Помеѓу едно здружение да купи или второ? Или има само една продавница за музика и ја морам да одам во таа и ќе платам колку што таа ќе ми каже? Да беше нафтена компанија или телеком компанија, казната ќе беше во милиони и милиони евра. Вие уште едно-две радија не ја почитувате таа забрана и емитувате македонска музика, емитувате музика од српските, хрватските подрачја, од целиот Балкан кој што е предмет на забрана. Зошто го правите? Да се плашите да ви одземат лиценцата поради неемитување на тој обем кој што е законски утврден или чисто од инат, така, од пркост? Не. Прво немаме договор со ЗАМП, нити пак имаме договор. Второ, немам одговор од ЗАМП на што е собственик. 3 писма имам. Листа немам, тоа не ми е јасно. А ако постапам по желбата на ЗАМП, јас навистина се плашам дека АВМУ ќе одземе на Канал 70 лиценцата прв. Таква ни е релацијата и историјата со директорот и знаеме во каква политичка состојба, што е кризата медиумска заради агенцијата и бидејќи тоа ќе ни се случи на нас како пример, не сакам Канал 77 да биде пример, прв да се исклучи. Подобро ќе одам во затвор за крадење на авторски дела, него Канал 77 да останат фамилии без работа. Ноќен експрес на Канал 77. Крадење
на авторски дела, него Канал 77 да останат фамилии без работа. Ноќен експрес на Канал 77. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Поентата последна на Горан Гаврилов, подобро ќе одам во затвор за непочитување на авторски права, отколку да ми одземат лиценцата. И уште една. Треба да се ревидира ситуацијата, да се одземе лиценцата на ЗАМП и да се направи едно здружение или две кои што ќе овозможи услови за почитување на авторските права, но и услови кои што ќе ги земат во предвид условите во кои што работат медиумите, односно тој вели во еден момент нашите приходи ќе станат помали или стануваат веќе од приходите што ги има ЗАМП. Барбаро, односно критика, ќе крахираме се упати на ЗАМП. Има ли слух во ЗАМП некои од овие работи да се работат поинаку? Тоа се во однос на забраната или во однос на работењето на ЗАМП? Во однос на работењето има надлежни институции кои проверуваат. Моримете авторите и авторите често падат. Во однос на авторите. Ама зошто зборуваш невистина? Имате 14 неправилности кои не ги поправивте. И министерката лично ти го рече тоа. Ја чув 14. Така слушате различни Е, па добро, ај ти кажи До добро. утре може би ќе се зголема. Добро, Може кажете би се зголема, ама ви помина рокот. Овие две. Значи не поправивте ништо. Безсмислено е да коментирам. Втората забелешка, има право радиодифузерите, телевизиите, радијата да си бараат по нивни терк здружение. Тие автори што ќе бидат во тоа здружение ќе се согласат по тој терк да работат, по тој тарифни. Авторите чии права ги штити ЗАМП не се согласуваат, како што не се согласуваат авторите од Србија, Хрватска, Инструирани се. Не е точно. Не е точно. Мислам дека зборувате, простите ми на изразот. Ама тарифникот по кој наплаќате вас ви важи. Значи вас уште ви важи тарифникот од пред 4 Српското години. удружение, Црногорското, Словенечкото, Хрватското е нивна работа. Не е тоа Не е македонски точно. проблем. Не е точно. Прочитете го писмото. Не е точно. Значи вие наплаќате по сегашниот тарифник. Нема зошто да забрана парите за сокој Зошто не забранија лани или преку ги наплаќа ЗАМП и ги плаќа се слушаме да еден тарифник има. неколку прашања да поставите. Еден тарифник има. Господине Димус, сакате некој Има прашање, еве. Ако више почнеме на визитон. Океј. Ајде. Нема смисла, вие ја водите емисијава, требаше слушателот од Штип што се јави за што рече за наплата на адвокати, требаше да го предупредите барем. Се извини човекот, ништо не реагиравте и не е во ред тоа. Го праша дали пушта музика, музика законски треба да Ова се направи дека не го слушате. плаќа за тоа. Не е во ред. Ние сме колеги како новинари и знаеме што треба, што не треба. Се реагира во таков На што случај. реагирате, не ви разбирам се. На рекетари. Нема, суштината беше друга. Тргнале со 500, завршиле со 200 евра. Суштината е во до тоа. нешто. Значи или има цена Значи- некоја или нема. Тоа беше суштината. Тоа е проблемот со Колега нивниот Столе, има тарифник. Проблемот е во тоа, кога некој реагира на тој начин, ќе му кажете, Ја не реков дека не треба да плаќа. не зборувам за плаќањето. Не бе, за речникот. За речникот. Тоа внимаваме што зборуваме. Океј. Дали може нешто да кажеме за Има тарифник на хартија, на ЗАМП, и има реален ова Може тарифник. само тоа да ви кажам како е Извини, реакцијата. мајстор, само да довршам. А, извини. Има тарифник на ЗАМП, на хартија, кој е онолкав каков што е. А на што да Во реалност е многу помал. Значи, едно е на хартија, едно какви договори има. По свадби, по мадби, по не знам, по радија, по И заради тоа вие сте многу поевтини за да бидете реални. Ние сме поевтини. Да, по хартија, ја на хартија можам сега напишам, утре да се договорам. Значи не, ќе стоиме позади тоа. И стоиме позади тоа. Барбарски под маса има нешто. Има зампови се добие. Законот ти вика. Па зашто е тогаш вашиот и повисок тарифник? Зашто ги лажете Да ви луѓе? објаснам што Значи не ви е повисок. Да ви објаснам што Реално не ви така да е каже колку. Реално не ви е повисок. Колегијални се. Што вие се толкува? Реално не ви е повисок. Знае кокан да каже. Не, сакам јас. Не ви е реално повисок. Да се нервира. Да се нервира. Он е на хартија повисок. Јас сакам да го прашам Барбарски, зошто до сите корисници не испраќате фактури? Односно, зошто сите медиуми не добиле фактури
сите буквално во Македонија, зашто буквално сите угостителски објекти не добиле фактури од ваша страна. Има фактури на рака и преправени. Што да кажам, тоа е еден проблем. Тоа проблем. Зошто се продавате права за кои што немате права, тоа се телевизиски лицензни права за реемитување на телевизиски канали. Тоа го нудите на кабелските оператори и знаете за тоа сега добивте казна од КЗК, Комисија за заштита на конкурентност, дека тоа не треба да го платите. Не добивте само вие, туку вашиот пријател од Германија, ако не се лажам, Аджикоа, големото здружение кој што постојано се повикувате, Аджикоа ќе треба да плати 4 милиони денари на државата како казна. Не вие гајле, сигурно. Има да плати 2 милиона. Од кои пари ќе плати? Но види сега, знаеш што е проблемот? Од моите пари, од патентите, од твоите Ама кога пари. ќе стане, имаме уште малку време. Само да ви кажам што е проблемот. Кога тоа ќе стане правосилно и кога ќе треба да платат, тогаш ние телевизиите ќе ги плеснеме со приватни тужби затоа што ни се мешале во бизнисот и продавале конкуренција на кабелски оператори. Тогаш ќе биде смешно. А зашто само чекаме тоа да стане правосилно. Мораме, не сваќате што прави. Мораме да резимираме. Имаме асоциации, карикатурите да ги видите, симпатично, а овие се правени пред да дојде тоа емисија. Секако и После сите сте весели. Барбаровски. Морам да симпатично. Барба те пролепша. Како глумец. Го пролепша Како младоженец. Ама ја да видам како се. Така. Како сте ме сватиле Овие како латиноамеричките серии, е со висока. Као да идеме? Деве колка глави направивте кога лишно. Нема врска главата е глава. Па не ме толкова главата, па сега. Фризурата ти засебно. А, така ли до фризурата? Ама ова е од друга година. Така ли? Што ова ми беше поголема глава. Ама многу си голем насажени за големост да намири само По котала фактира. асоциации кратко само. На што ве асоцира Бети? Бети, Б овој, Б оној. Барба, Бети на што те си? Не сум размислувал. Драгстор Бети, не? Мене на Бети Бук. Никој не сме на министерката за култура. Не, асоцира прва. Зора, на што ве асоцира Зора? На замп. Ја мислам да знаеш ќе кажете. Канцеларија. На што ве асоцира? Проблеме. Така што канцерогено е тоа, канцеларија, канц. Не го слушате внимателно, Гаврилов каже, многу убава канцеларија за замок. Фантастично. И мама и на шо е? Не е мама е, туку е мама и. Мама и на Бодан Арсовски. Добро. И 80% нешто главно се. Мораме да резимираме на крај. Сите имате по половина минута да кажете како се тоа ќе заврши и до која ќе не мачите нас обичните граѓани. Значи, јас сега и Петри и Мажо се ставаме како обични граѓани, слушатели, гледачи на со необични вкуси телевизија, сакаме музика да слушаме. Кога ќе го решите проблемот? Има ли шанса за договор? Може да седеме на еден по еден. Само биете кратки. Кој да почне? Сакате? Ајде, најстар си. Значи, авторите се најзаинтересирани да се слуша нивната музика, бидејќи од тоа очекуваат приходи. Авторите ќе симнат забраната во овој момент кога ќе се решат некои прашања. На потеќе Министерството и владата очекуваме сега, бидејќи јас мислам уште дека тоа не беше таен состојба, јавна работа, толку души се собрани на едно место, белки нема да биде тајна. И ќе донесат некаква одлука. Тогаш ќе има и разврска. До тогаш да се воздржиме уште малку. Многу денови помина. Не сме среќни заради тоа што донесовме забрана, што авторите донесува забрана на нивните дела, но пак од нив зависи дали ќе продолжи таа забрана или ќе ја укине. Тимушевски, Понапред само да се. Решението е едно. Да им се одземе лиценцата подитно, да им се даде шанса на Соком, МАП. Зашто се пак неките конкуренција? И двете зашто не може да работат заедно? Ама не вика да нема. Не може двете. Не може веќе двете. Веќе двете е надмината е има една граница на некакво си договарање, толеранција на се. Веќе е надмината. За мене, мене ме прашаш, значи лично. Да се одземе лиценцата, да се даде шанса на Сокомап и да се види како би требало да се работи во едно издружение за колективно управување со авторски. Чекате брзо се случи разврската? Мали права. Да, јас сум оштетен и како автор, оштетен сум и како
изведувач, би требало исто подхитно и тоа да се реши со изведувачките права, со фонограмските испомешана е работата. Со видеограмите и ќе мора еднашка да се реши. Не може веќе очигледно. Очивме има неправилности, кои не ги средија, укажувавме на неправилности, кои не ги средија, излеговме од ЗАМП, им стотина автори. Да не треба да чекате после изборите, тоа Ќе чекаме, ама боле икад него никад. Мишевски вашиот став? Значи, ја не сум да се одзема никому лиценца, него сакам Министерството да се донесе одлуката. Ако одлуката да се одзема лиценца на едните или на другите, или на двете, или на никој, тоа нека биде правосилна одлука која што конечна ќе биде, за да конечно знаеме на што сме и како сме. Тоа е една работа. Второ, не сум сигурен дека ово што го направија ЗАМП е прав потек, особено поради фактот што кога ќе видите образложувањата на сокој од Србија, ЗАМП од Хрватска, Словенија, не знам како се викаше, и ЗАМП од Црна Гора, ќе видите дека одлуката за забрана на нивната музика домицилна во нашата држава, Српска, Црногорска, Хрватска, е поради тоа што се појавува ново здружение и поради тоа што не се знае каква ќе биде иднината на нивните автори. Што е малце, знаеш, ти се плашиш од нешто што ќе дојде, а не знаеш што ќе биде. Тоа е малце поради поевтината тарифа. А не знам ќе биде поевтината тарифа. Друг некој нешто да каже? Тоа е тоа. Здрави. Ви благодариме многу за ова гостување. Се извинуваме за некои тешки изборови што паднаа. Се надеваме дека во жестина на дебатата беше кажано тоа дека ќе ни простите. И пуштите што вели андерграундот. Пуштите убава музика да ги олабајме и слушателите маце. Има ли интересни одговори за да завршиме? Да, во секој случај би сакал да споделам нешто и јас, бидејќи се работи за вака нешто. Цане Пребранац, јас Балканот го разбирам како културен надпревар помеѓу ЗАМП, Македонија, Србија и Хрватска. Тоа го кажа. Тантара Пантара, вели вака, а сега све крвата да ја заигра невестата со Лаисла Бонита, хаштаг ЗАМП. Имавме еден коментар на YouTube, абе, кај го има ова да се забрани музика бе, ало имате институции, тужете се таму, оставите го народот раја. Тоа го зборавме ние. Добро, одговорот на квизот ќе биде во наредната емисија. Што ж имаш и многу интересен постан, ќе оставиме за друга прилика. Што ако медиумите бараат пари да пуштаат? Тоа го спремаме. Го спремат? Да, тарифи. Благодарам. Ајде оставиме. Така да тоа ќе биде нешто материјали. Ајде Илија што би рекле политичари. Пријатно до слушање до среда во историја. Пошто Одев по жица, можев да летам, но ти ги скрати кријата и во вода. Отворам очи за се да видам, но видам само дно во небото. Доста е, преку глава ми е од се. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, ќе ти кажам, оди, не се враќај. Нема добар начин да се стави крај, не се јавувај и уживај од очај, од очај. Жар, сега е пепел, која веќе не можам да ја кријам. Приказната наша посебна вечерва
Само ке ја сонуваш. Доста е, преку глава ми е од се. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, ќе ти кажам, оди, оди, не се враќај. Нема добар начин да се стави крај. Не се јавувај и уживај во твој чајот очај. Ако ме прашаш, што би ти кажал за крај, ќе ти кажам, оди, оди, не се враќај. Нема добар начин да се стави крај. Не се јавувај и уживај во твој чајот очај. Чајот очај, чајот очај, чајот очај. Не се јавувај и уживај во твој чајот очај. Чајот очај, чајот очај, чајот очај. Не се јавувај и уживај во твој чајот очај. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блажевска, директор на проект Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџарски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудио миксер Зоран Истелски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маџарски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77 Радиовизија. Октомври 2016.